Господине Џафери, значи во вашите монолози во текот на денот многу често ги спомнувавте граѓаните, јавноста и еве јас во име на граѓаните кои што во текот на истиот овој ден ми се јавија на неколку пати и навистина се загрижени што она се случува во законодавниот дом и што е она што предизвикува ситуации вакви немили. Значи да, во контекст на процедурата и во контекст на она што се случува во законодавниот дом баш денес. Тие велат зошто се сите овие сцени, а јас им ветив дека пред граѓаните на Република Македонија уште еднаш ќе ја прочитам изворната причина зошто сето ова деновиве се случува во Собранието на Република Македонија. Затоа што се крши деловникот, тоа се крши изборниот законник и тоа во делот на членот 8а. Еве, почитувани граѓани, уште еднаш, повторувањето е мајка на знаењето, така бар нас не учеа. Вели вака: од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на Советот, односно до конституирање на Советот на општините и градот Скопје, потенцирам уште еднаш по не знам кој пат, не може, меѓу другото, да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државна и јавна институција, а започнатите постапки се ставаат во мирување, освен во случај на итни и неодложни работи. Затоа, почитувани граѓани, поради овој дел од изборниот законник се случуваат вакви сцени во Собранието на Република Македонија. Непочитување на изборниот законник од институцијата која што треба најмногу да се грижи и да ги почитува законите во Република Македонија. Во услови или во амбиент во Република Македонија на договарање, односно донесување на закон за добрососедски односи со соседна Бугарија, договор кој што не беше ветен пред изборите од 11 декември, за кој што ние како опозиција бараме да се дискутира овде во Собранискиот дом, во услови кога во Република Македонија беснеат пожари како никогаш до сега, кога се загрозени имотите и домовите на граѓаните на Република Македонија во Поречието, во околината на Скопје и во многу други делови на Република Македонија, во услови кога 3 месеци веќе депонијата во Струга гори и никој ништо не прави за да тоа се санира. Навистина е нелогично да ние овде овие денови ги губиме во Собранискиот дом да расправаме за нешто што не е во склад со законите, односно со изборниот законник. Затоа ве молам, господине Џафери, најдобронамерно и најискрено да ја прекинеме овдека расправата по оваа точка, да продолжиме тогаш кога налага законот или кога дозволува законот и да одиме на многу по-приоритетни теми што ги тангираат интересите на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам.